Гастрономската понуда е дел од културата и традицијата на секоја земја. Но во нашето обкружување долго време не се случуваат никакви промени во овој сегмент. Но тука се вработените од Факултетот за туризам и угостителство, кои што во најново време се обидуваат да направат некои промени. По тој повод добре дојде во Печат и посакувам на професорката Ангела Крстановска-Василевска. Добро ве најдов. Ви благодарам за поканата. Јас секогаш многу убаво се чувствувам во вашето студио. Па благодариме професорке за искрените зборови. Па ево, во најавата кажавме што поточно се случува на вашиот оддел за гастрономија, диетика и нутриционизам. Бив прифатал. Да. Навистина ние работиме макотрпно, нели, постојано нели не имаше на вашата телевизија сите наши проекти и денеска токму во оваа емисија би сакала да направиме една апсолвирање, односно сумирање на сите оние проекти кои што ги сработивме и нели се тековно се работат. Оно што е најново во нашата институција е отворањето на нашиот ресторан за комерцијални цели, на кое што навистина многу се радувам, бидејќи од кога сум јас на факултетот 2001 година, нели тоа наше студентско бифе буквално работеше нели со мал капацитет, едноставно беше наменето за служење на кафе и ништо некои напитоци и буквално едноставно не беше афирмирано. Немавме посетители, дури ни самите студенти на некој начин не го сакаа студентското бифе. Меѓутоа со ангажман мој и од моите колеги, заедно голема благодарност до господјата Олга Иловска од хотел Инекс Горица, која што ни го донира целиот нели мебел, да речам, сите маси и столици, кои што малку ги реставриравме и навистина ги адаптиравме да ни користат во нашето бифе. За таа цел, нели, со мало реновирање, со многу малку пари, ние го отворивме тоа наше бифе и денеска буквално студентите работат во тоа бифе. И во кујната, и во бифето за послужување се студенти и го нарековме од студенти за студенти. Многу интересно што направивме многу иновативно мени, кое што го адаптиравме на потребите на нашите студенти. Меѓутоа во менито ставивме и многу некои нови јадења, а се со цел малку да ги учиме, да ги едуцираме студентите, односно да ја издигнуваме нивната култура, култот кон јадењето. Навистина тие јадења можеби се малку поскапи, ставите многу мала маржа на тие јадења, малтене буквално колку што чинат, се со цел да тие имаат можност да ги тие јадења да ги пробаат. Нормално, затоа што секогаш студентите се научени да јадат она стандардна понуда, нели тост, хамбургер, класични сендвичи и така натака, нормално дека ние тоа го имаме, бидејќи да се направи промена нели во навиките е многу тешко, меѓутоа полека ние сакаме нели да ги введуваме некои новитети. Исто интересно, на што сакам да го кажам, да не биде секој ден идентичен, да биде нови работи. Ние секогаш имаме многу интересна понуда на денот. Дали тоа ќе биде да речеме некој нов десерт, панакота, тирамису или топло ладно со кафе, во кое што правиме на навистина убава прифатлива цена да го пробаат тој нов десерт, тој специјалитет на денот заедно со кафе. И секој месец работиме различна кујна. Минатиот месец работивме кинеска кујна и таа беше промотивна и за нашите студенти, меѓутоа и за сите гости кои што можат да додат онадвор да се седнат и да си порачаат, нели нешто од кинеската кујна. А овој значи денеска не ги донесовте примерот така ги подготвуваме тие. А овој месец ни е месец на мексичка кујна. Мислевме да правиме првично мароканска кујна, меѓутоа ради пролонгирање на топлите денови одлучивме за мексичка кујна, а после мексичката кујна ќе одиме со мароканска кујна. После мароканската кујна ќе ја заокружиме со азиска кујна, па најверојатно понатака ќе работиме италијанската кујна и накрај ќе завршиме со таа француска кујна која што е класична кујна. Денес овде ни донесовте кунг паа. Кунг паа беше понуда на минатиот месец, значи беше промотивна цена, меѓутоа нормално дека тоа продолжува, може секој кој што ќе дојде да го порача тоа јадење, а на овој месец го имаме тоа мексичко јадење кое што е нели во белата чинија, тортилја со чили полнење, кое што е малку луд, нормално пикантно јадење, меѓутоа бидејќи сепак се работи за зимски денови, навистина му е потребно на организмот за да предизвика една малку хипереремија, односно забрзување на циркулацијата на крвта. На тој начин едноставно и самите студенти ги едуцираме да размислуваат за сезонска понуда на прехранбени, значи на понуда на оброци или храна во согласно со температурата и сезоната.
донесовте, ево, навистина овде се гледа дека внимавате во кунг паото, читам во составот дури кафеав шекер, па Да. состојки соја сос, состојки кои што се и од нашето поднебие, кои што се, како што напоменавте, сезонски. Да, така внимавате на здравата на храна. здравата храна, да, многу внимаваме, нели покрај ова, да речем, новитети, односно да научат студентите што значи друг тип на кујна, бидејќи ние секогаш, јас сум нормално застапни за нашата традиционална македонска треба да се негува, меѓутоа сепак студентите кои што завршуваат гастрономија треба да имаат познавање од другите кујни, значи да бидат пошироко едуцирани. Ние ќе си работиме нашата традиционална кујна и ностоп си приготвуваме различни оброци од традиционална храна, меѓутоа сепак ги работиме и другите кујни. Исто така, многу интересно, бидејќи јас за понеделник имам предмет нутрицизам. И на тој, бидејќи студентите често ни разговараме што е таа здрава храна, меѓутоа бидејќи се и трета година, јас му дадов едно, да речем, да ги мотивирам малку задача да се поделат во групи, по тројца, четворица и сите да сработат по еден рецепт. Значи главно јадење со десерт, кој што во понеделник го промовираме бесплатно за сите студенти. Додека ние имаме предавања, теоретски дел, таа група која што е задолжена да го сработи практично тоа јадење, влегува со нашиот, нели, мајстор Давид Санџаковски, кој што исто така и креатор на сите овие јадења. Да го поздравиме, требаше да биде денес гостин, но е спречен. Искрено утре заминува на надпревар во Сараево. Значи ето и нашиот факултет исто така го возможи тоа патување, нели, да не представува во Сараево и требаше, значи, да имаше обврски да ги заврши, затоа не може да присуствува. Меѓутоа ветувам дека следниот пат, нели, повторно ќе бидеме гости заедно со него, каде што ќе ви приготвиме уште многу изненадувања. И на тој начин, фактички, во понеделник, групата која што ги подготвува тие здрави оброци, нели, после завршувањето на теоретскиот дел, сите слегуваме долу во кујната и го пробуваме она што тие го подготвија. Тие се, значи, треба имаат задача да ни објаснат и да не натераат зошто тој оброк е здрав и зошто треба да го консумираме. Буквално ќе видите има слайдови донесов од овој понеделник. Овој понеделник се готвеше супа од леќа и од ориз со додаток на морков. Студентите ја одбраа тој тип на супа бидејќи леќата е многу здрава како продукт, бидејќи и оризот не содржат глутен, а во комбинација леќата и оризот многу добро хармонизираат во однос на аминокиселинскиот состав. Бидејќи ние сите аминокиселини би ги примиле само од храна од животинско потекло. Меѓутоа, покрај тие сите квалитетни белковини кои што ги поседува храната од животинско потекло, со себе врзува многу заситени масти кои што се лоши за нашето тело. Затоа е многу добро да сите ние се едуцираме што е најдобро да користиме од растителни протеини, меѓутоа во исто време да ги задоволиме сите потреби кои што ни се неопходни за нашиот организам. На тој начин леќата и оризот многу добро хармонизираат, а во исто време представуваат и безглутенска храна. Таа е храна која што добро може да и деца, значи во раст, стари лица кои што му имаат потреба, посебно жени во климактериум, кои што имаат проблеми со остеопороза, бидејќи содржи и железо и калциум, содржи многу диетални влакна кои што се многу добри за перисталтиката и квалитетни протеини. Затоа, значи, таа супа, а ние леќата ја знаеме, меѓутоа многу малку ја употребуваме, ја употребуваме, и затоа сакавме така малку да и дадеме значење на овој прехранбен производ. Секој понеделник тоа го нарекуваме здрав понеделник, нели? Така стои на секоја маса здрав понеделник, започнете го здрав понеделник со. И тој ден да речеме што се нуди во таа недела и на тој начин едноставно да се поттикне и културата кон здравото хранење. Знаете, сепак се тоа млади деца, која проба таа малку супа од леќа, му беше малку тешко специфично, меѓутоа ништо не оди наеднаш. Значи мора, едукацијата да оди дали полека, чекор по чекор. Професор Кево, како вие гледате на тоа или каква е моменталната понуда на гастрономските специјалитети во нашите гостителски објекти? И дали ова што го правите за сето што зборувавте претходно има некаква поврзаност со она што во моментов се нуди? Има голема поврзаност, бидејќи пред може би поминаа 2 месеци кога го направивме едно опсежно истражување на менијата во нашите ресторани, во најпосетените ресторани, отприлика 40 ресторани опфативме и му дадовме еден анкетен прашалник да пополнат на главниот готвач и на шефот на кујна. А целта ни беше да видиме што нудат, нели што е она што го нудат во менијата нашите ресторани. И верувајте, морам да признам, навистина мене ми е жал кога зборувам и навистина јас се чувствувам малку виновна,
Меѓутоа, буквално првиот момент кој што го детектиравме како недостаток е образованието. Сите речиси готвачи има средно, значи средно ugostiteljsko образование. 95% со средно, само 5 беа со високо образование. Тоа е момент кој што укажува дека сепак нема едукација на повисоко ниво. Затоа што готвачот веќе не е повеќе само да го исцеска јадењето, да го подготви. Значи тоа мора да знае да го избалансира тој оброк, да подготви храна за различни таргетни групи, за различни потреби, да искористи, да направи иновации во менијата и слични работи. Втор момент беше исто голема забелешка, најдовме во менијата. Верувате, значи кога поставивме прашањето од кога постои тоа мени во ресторанот, 90% одговори од самото отварање. Значи можеби ресторанот постои 10 години и во тие 10 години буквално го нудат истото мени. Значи воопшто не водат сметка за сезонско мени, дневно мени. Исто немаше никаква едукација за понуда, да речеме, за одредени таргетни групи. Сега како што се менува храната со генетската модификација на храната, се внесуваат многу туги протеини во нашето тело, се јавуваат алергиски реакции. И често пати се јавува алергија на глутен, значи тоа што викаме се јавува алергија на лактоза, тоа се млечен шеќер, па некои протеини од јајци или така натака, меѓутоа таа да речам целијачна болест или глутен фри, лактоза. Па исто така имаме, да речеме, како таргетна група спортисти, бремени жени, стари лица, болни од дијабетес, болни од кардиоваскуларни заболувања. Не може на чистото мени буквално мора да имаме мала адаптација, односно мала едукација за што може тоа да речеме атероген индекс. Бидејќи се постои одредено правило во кое што треба, ако имате болни или барем над 60 години, сите тие внимаваат или за внесување тие квалитетни масти. И на тој начин се има правило колку треба тој да биде атероген индекс. Или за дијабетес да се внесува, да речеме, комплексни јаглени хидрати кои што нема да го покачат нивото на инсулин. Ме сваќате, меѓутоа тука треба едукација да има кај тие луѓе кои што ги подготвуваат оброците и да бидат подготвени да излезат во пресет на сите барања од нашите клиенти, бидејќи сепак ние не сме обичен град. Така, значи не зборувам за класична гастрономска понуда, зборувам за туристички центар во кој што доаѓаат луѓе од цел свет. И малтене, значи треба да се представиме на специфичен, автентичен начин со кој што ќе се наметниме и како објект туристички и како туристичка дестинација ќе се изградиме свој имидж, така, имидж кој што ќе е препознатлив. Зошто е запоставена гастрономската понуда во објектот? Многу фактори се во прашање. Првично, како прво, многу ниско и како неугледна професија важи таа. Да, значи се уште се гледа со потценување на сите мислат, јас со многу студенти сум разговарала и често пати првиот мој разговор со нив е да ги мотивирам и ги прашувам дали навистина ти сакаш да работиш во гастрономијата, дали знаеш што е хотелска индустрија. Значи бидејќи тој мора да знае какви се предизвици треба да има и мотивација за да се надградува. Затоа што сите мислат дека кога облечат машна и костум и тоа значи го достигнале врвот на, а не за дека најдобриот готвач на светот зема многу повеќе, да речеме, или како еден хирург или ако си добар кенлер и ако знаеш умешно се справиш со гостите, ќе добиеш бакшиш кој што може да биде половина плата од некој, да речем, лекар или доктор. Ако квалитетно се сработи таа професија и се работи со љубов. Затоа што многу малку знаат, јас кога ќе ги видам, да речеме, без наспевка на лицата, воопшто не се консултирале претходно што има за, да речеме, на понуда, кое јадење го нема или го има. Тие треба, значи, да бидат подвижно мени, едноставно, да се движат како ќе го движат телото, какви манири ќе имаат, како ќе му пристапат на гостинот, колку ќе бидат нападни или колку, да речем, ќе знаат дискретни. Значи тука сите се тие работи кои што се учат во таа професија и тоа е театар. Значи тоа едноставно така треба да се свати. Тој ден, значи кога ќе се замине секој гостин, значи самиот да биде задоволен од она што го направил во тој ден и на крај, значи, да се спушти завесата и театар да заврши на тој начин, ние ќе успееме, бидејќи сепак и многу малку го има тоа, зборуваме, значи, недостатоците. Тоа е еден момент, ниската мотивација со платата. Значи буквално нема никаква сатисфакција, за да не зборувам за сите знаеме колку плата зема, да речеме, еден келнер во нашите или малку готвач кој што можеби понекогаш и во лето и по 20 или 18 часа на ноќ истиот се користи во текот на целиот ден. Ако е добар менаџер, треба добро да инвестира во својот кадар, кој што перманентно ќе го едуцира. Во нашите угостителски објекти можеби само двајца или тројца, ни 50% не се перманентно запослени и во текот на цела година или долги години се надградуваат во оваа работа. Затоа што ова е работа која што бара постојано едукација.
денеска значи веќе нема полни чини кои што порано, значи уште кога ќе видам јас кога ќе се служи нели за свадби или за каде било тие руски салати па чини преполнети, тоа како прво ниту за око не е добро, ниту економски е исплатливо. Ако работиш со повеќе ганга, значи 4-5 ганга, никој тоа нема да го изеди. Значи малку треба да се размислува тој аспект, меѓутоа многу малку се врши едукација. Сето тоа може да биде многу пофино спакувано, да речем и кашкавалот, и пршутата или нешто се стави дури аспарагус кој што чини многу повеќе и сето тоа да е и по биолошки хранливо и по да речем на изглед подобро, а во исто време нели да оддава впечаток на да речем уметноста е гастрономијата е уметност. И така треба да ја доживуваме, а не се уште ние сме нели оставени во она 70-те години. Подценување и од висина, така, да. И тоа е момент, значи самите менаџери треба да работат на вработените, перманентна едуција, да вложуваат и нормално да ги мотивираат со одредена финансиска, на тој начин се ќе, нели и тие ќе бидат мотивирани, ќе работат подобро работата и гостите на крај ќе бидат задоволни, или тоа е врзана спрега фактички, која што нормално мора да функционира. Работите на бројни проекти, професорке. Ево, може да ни напомнете на кои, како го правите тоа, со каков ентузијазам, со што вие се сретнувате и како сето тоа успевате да го на ваш начин, да речам, изменаџирате или да се справите? Работам на вистина на многу проекти. Би сакала, значи целата работа мене ми е едно првично студентите ми, верувајте ми се најважни. Затоа што сакам кога ќе излезат тие студенти да понудат на вистина квалитет, да бидат малтене, можеби сега нормално, тие нема да бидат експерти за гастрономија, затоа што да бидат шеф на кујна, меѓутоа буквално да бидат оптимално едуцирани и да можат да бидат на вистина од почеток корисни за оној кој што ќе ги вработи. Многу работиме ние на таа едукација. Еве како што гледате, значи тие првично ги влегуваат во кујната да работат, значи прв момент тоа му е праксата, а потоа ги носиме во угостителските објекти. Така да во тоа 3-годишно образование тие навистина мора во текот на една година да имаат најмалку, значи имаат двонеделна пракса секоја година, во секоја учебна година и дополнително имаат предмет или угостителска или туристичка практика. Во тој предмет буквално тие одат на угостителски објекти, добиваат задача и чек листа кои се активности треба да ги изработат. Кога ќе ги изработат тие активности, подготвуваат дневник и понатака има испит на кој што испит ние оценуваме колку тие нели апсорбирале, односно добиле знаење од нивната пракса, значи зборувам за практична наобразба. Дури често пати се случува многу студенти да не го поминат тој предмет. Верувајте, значи, лошо да кажам, меѓутоа ми се јавуваат ургенци, што е тоа туристичка пракса, да ги положи другите предмети, сега туристичка пракса. Меѓутоа со нашиот, значи буквално од цврст став дека мора оваа работа, значи професионално и да не е повеќе формално, на вистина студентите сваќаат колку на запад сите знаат дека едноставно кога се работи за без пари, нели го зборуваме она како волонтирањето е многу, тогаш учиш за без пари. Нашите студенти се уште векаат сега ќе работам ја за без пари. Додека јас го ставам во нивните глави дека тие учат за без пари, малку тешко оди, меѓутоа верувајте дека веќе нели работата се зазема добар тек и оди во добра насока. Друг момент е што јас буквално носам, значи работам на едукација на вино. Работевме винска работилница, сега ќе ја продолжиме таа винска работилница. На 19 доаѓа ностоп сме во соработка со хотелите. Она соработка која што беше прекината пред известно време, јас повторно ја обновив, ја обновив и постојано сум во контакт со хотелиерите и постојано прашувам што треба нашите студенти да што е каде е проблемот, што недостасува, да ние ги едуцираме. Така да најдобриот кој што работи на лайф кукинг. Многу е важно во гастрономската понуда, веќе поминато е на време кога имаме на класично сервирање на овој начин. Веќе гостинот сака да биде анимиран. И на тој начин лайф фламбирањето и подготвувањето на да речем на храна пред неговите очи е многу важно и затоа на 19 во 11 часот ќе стигне, значи експерт кој што го работи тоа и на нашите студенти ќе му го на некој начин ќе првично ќе го што е тоа гостителство, што се бара за тоа современо гостителство и како се подготвуваат нели тие сите јадења значи во тој процес на лайф кукинг. Друг момент е исто така кој што го работам е
со студентите на изнаоѓање на стари традиционални рецепти. Бидејќи во нашите ресторани исто така од истражувањето видовме дека многу малку се застапени традиционалната храна. Некако кога се гледа дали веќе изживеана. Меѓутоа, верувајте, ние сме се научили дека гравче, тавче, турли таба, дека тие се јадења кои што се вртат и дека немаме други традиционални јадења. И мене целта ми е да покажам дека навистина ние имаме доста здрави јадења кои што нашите баби и прабаби ги правеле и се заборавени бидејќи сите ние на некој начин сме под притисок на оваа глобализација и се смислиме дека секогаш да речам нештото туѓо е повкусно и подобро. Меѓутоа, ако сакаме навистина да се заштитиме како дестинација и да понудиме нешто автентично, мора да внимаваме на тој момент, да се понуди нешто што е, да речеме, традиционално и автентично. И затоа јас нашите студенти му дадов задача да сите побараат, бидејќи тоа се сепак луѓе мравки, така кога ќе работиш како поединец е многу потешко. Тие сите ќе соберат информации. Така што најверојатно ова зимски семестар ќе го заокружиме во тоа што ќе подготвиме македонска, значи охридска зборувам, значи од овој регион, традиционална трпеза и сите тие рецепти кои што ќе ги добиеме, ние ќе ги подготвивме, значи вистински ќе ги подготвиме за да може да се пробаат, ете ќе ги поканиме вас да бидете сведоци на тој настан. Меѓутоа исто така целта ни е да во исто време да воспоставиме и врска со хотелиерите, да дел од хотелите ги поканиме на таа наша традиционална трпеза, со цел малку да му јас постојано зборувам дека многу е важно да тие ги користат локалните производи, дел од локалните производи во нивната понуда. Бидејќи добро сега, месо кога се зборува, нормално треба да се има комерцијално производство и стандарден производувач со капацитет кој што му може да ги обезбеди нивните потреби. Меѓутоа, мене целта ми е малку да се внесува таа понуда на традиционални јадења во гастрономската понуда. Еден момент и втор момент малку да се поттикне свеста за користење на локалните производи. Значи, јас не можам да кажам дека тие може да... Како е во моментов? Дали ги воопшто ги користат? Никој не ги користи. Јас, кога зборував, имавме со хотелиерите на нашата конференција, која што не беше на факултетот, последниот ден го посветивме за проблеми во хотелската индустрија. И бе се разви многу добра дискусија, навистина имавме посветено со сите хотелиери во регионот. И буквално накрај само му дадов една, речам, предлог и моја молба беше до нив да што повеќе користат тие локални производи. Затоа што сите користиме ние зеленчуци кои што сакаме да бидат свежи, на запад буквално сите хотели имаат дури своја градина. Верувајте, значи каде што туристите можат да се исконат, тоа е атракција. Не треба ние да бегаме во комерцијално работење. Кога тие ќе одат на пазар, најдобро да земат, да речеме, од некој производител што му е лојален добавувач и да се договорат. Сакаме ми се доматите со таа големина, пиперките да речеме да се изгледат. Тој ќе се потруди да го подобри своето производство. До него тој што произведува исто така ќе овошје. И на тој начин ќе се поттикне нашето локално производство, бидејќи верувајте дека тоа е многу важно, се мултиплицира понатака тој економски ефект ако ние си зајакнеме нашата локална економија. И сметам дека тука треба да се работи веќе во тој аспект, во малку поттикнување на таа нивна свест за тие локални производи, да се држиме меѓу себе и на тој начин да се зајакнеме економски. Тоа е, значи, моментално понатака, исто така сакам да сработам во преговори сум за работилница за протокол. Бидејќи многу недостасува протоколот. Она како се служи, кој прво да се послужи, дали госпоѓата најстара која е, значи од кој да се почне. Јас најчесто малку имаме ние едукација. Секогаш, не знам, можеби вие сте приметили кога ќе стигнете да порачате јадење, ќе дојде, значи прво ќе порачате радиш видови на кафиња или пијачки, кога ќе се врати кенерот многу малку ретко знае на кој точно му го однеси. Тоа се правила кои што многу лесно се учат. И затоа сакам да се поработи на таа, значи на тој момент како протокол, што е тоа протокол, како се работи, разговарав со еден наш студент кој што се вика Илија, за среќа, добра кариера, има работи во Стоби, има многу курсеви за протокол, завршено, а во исто време има за
за кафе нели курс служење, понатака работеше на многу прекоокеански, огромно искуство, работеше во Принцес хотел во, значи со 5 звезди во Гевгелија. Навистина сето тоа знаење сега буквално го искористи и ресторанот во Стоби функционира на вистина на многу високо ниво. И сакам сите тие негови, значи искуства и знаење кои што ги има стекнато, а тој е наш студент и е спремен да ни помогне да дојде, значи и тоа негде ќе биде можеби почетокот на декември да се направиме таа работница за протокол. Тоа се во моментов мои приоритети кои што и нормално работењето во ресторанот, нормално каде што имаме перманентна едукација на студенти, бидејќи верувајте, многу е тешко да се работи студент ова ресторан само со студенти кои што така сепак ја немаат таа одговорност, се млади, ностоп треба да се контролираат. И многу добро имаме направено таа организација во работа со тоа што секогаш остануваат 20 студенти кои што веќе имаат можеби 10 еднонеделно искуство или да речеме 7-8 дена. Внесуваме 20 нови студенти и тие се задолжени од претходното, она што го стекнале знаење да му го пренесат на новите. Исто така тоа се случува и во бифето, а од трета година тие што студираат хотелско-ресторанска го менаџираат бифето. Оние кои што ги одбравме нормално на почеток како полојални, подобри студенти и тие се задолжени секој ден да доаѓаат и да го контролираат работењето. Значи како се движат кенерите, дали правилно ги собираат приборот, дали правилно ги слушаат гостите. На тој начин, значи, веруваме дека значи со самото работење во бифето и понатака со излегување, навистина тие ќе имаат добро искуство. Покрај тоа што теоретски ќе ги образоваме, ќе добијат и навистина практично искуство. Професорке, за тоа колку се од представниците од хотелската индустрија отворени за соработка со факултетот, ќе проговориме по рекламите. Професорке, кажавте дека имавте работна средба со гостителите, дека се одзвале, тоа е добро, да ги слушнете и нивните проблеми, но колку се тие отворени за да го консумираат она што вие ќе им го понудите како образовна институција? Кои се сознанијата? Мене во овој момент сум многу среќна што ете започна првично соработката, затоа што верувајте до пред 2 години воопшто меѓу факултетот и институциите едноставно со праксата нели која што сработувавме, меѓутоа тие праксата кога ќе ги пуштаме студентите на пракса, многу често формално го гледаат тој аспект и не сакаат многу затоа што тешко да се работи со студент првично и тие сами треба малку да се потрудат тој студент нели да го вклучат во работењето и малку да го искористат. Меѓутоа за среќа господинот Тоше Шочоровски, кој што е менаџер на хотелот Силекс, како експерт го зедовме во нашата институција и тој сега е одговорен за праксата и навистина многу сериозно ја работи таа работа, иако е многу зафатен, да речеме, со работи Кратис во Кратово, меѓутоа добро ги изорганизира студентите и нормално тој почна првичниот разговор беше да со сите директори и менаџери да едноставно го сменат односот кон нашите студенти. Тој беше првиот момент каде што го пробивме мразот и веќе ви реков, значи во последниве 2 години апсолутно нашите студенти се прифатени во сите гостителски објекти, меѓутоа прифатени не формално, него буквално Тоше се јавува секој ден кај сите менаџери и прашува како тие ја сработиле тој ден работата, дали има незадоволство кај студенти, дали има незадоволство кај менаџерите, значи дали има проблем со работењето и нормално, дури верувајте од тој процес неколку студенти, можеби 5 или 6 се вработија. Значи ги забележа како добри, вредни, лојални, кои што одговорија добро на работните задачи и ги задржија работодавците понатака значи што е многу добро во прилог на самите студенти. Втор момент е што исто така кога ја работевме таа нели округла маса на конференцијата имаше голем одзив од самите хотелиери, значи воопшто не игнорира како институција, меѓутоа верувајте тоа беше значи претходно и приватно разговарано со сите тие менаџери дека треба навистина како ЕСНАФ сите да застаниме и тие како ЕСНАФ и ние како образовна институција и да размениме искуство и да поработиме на проблемот на сите недостатоци, односно многу е важно да ниту ние како институција не сме да речам можеме да екзистираме самостојно, ниту тие без нас. Едноставно, значи таа спрега е неопходна. И сите денеска кажуваат дека образованието и речам и хотелската индустрија исклучително треба да се тесно поврзани и постојано да разменуваат искуство така.
Со тоа што значи тие навистина веќе почна да го почитуваат нашето мислење, разбра дека ние сакаме навистина да правиме квалитетни кадри и дека правиме сите можни промени кои што ќе резултираат со, да речеме, добро едуцирани кадри, и на тој начин верувајте дека веќе таа нели соработка, нормално сега зборувам дека сега е на сам почеток, меѓутоа добро би било, аз ќе бидам многу задоволна кога ќе добиеме и некоја стипендија од хотелската индустрија за најдобриот студент, затоа што тие ќе ни постават, да речеме, одредени критериуми кои што треба да ги постигнеме во текот на едукацијата на нашите студенти и како такви спремни да му ги, да речеме, да му ги пренесеме да му ги дадеме за некоја одредена стипендија која што претходно тие нели ќе ни ја дадат на нашиот факултет. Нормално дека понекогаш ете за самите критики за менијата имаше некои, да речеме, и забелешки. Меѓутоа верувајте дека во овој момент секој мисли хотелиер дека работи најдобро, се на оној момент дека навистина свати дека треба да смени нешто, бидејќи сепак ние не може секој ugostителски објект да наликува на оној што е до него. Затоа јас искрено на студентите првично малку да има една веб страна која што сакаме да е Return to Forever, така се вика. Бесплатно има да се постават, да речеме, реклама за одредени ugostителски објекти. И јас моите студенти ги пратив по групи по двајца, тројца да сработат еден ugostителски објект. Целта ми беше да тие малку се запознаат со ugostителскиот објект, на тој начин ќе добијат повеќе информации за самото работење, меѓутоа исто така да постават и прашања кои што малку ќе ги заинтересираат и самите гостители. Така. Од собствениците, дали од кога датира, значи објектот, дали имате нешто специфично понудено, дали сте задоволни, да речеме, од посетеноста, дали имате книга на впечатоци, дали воопшто ги сумирате тие, да речеме, книги на впечатоци. После тоа, значи, ако се јават одредени забелешки кои што се повторуваат, тоа се јавува како проблем. Така, значи, дали меѓутоа многу малку тие работат на тој проблем дека, значи, ги гледат тие книги на впечатоци. Исто така, нели, интернет, користењето на интернет. Одредени веб страни, верувајте, не се ажурирани уште пред 2-3 години. Воопшто многу малку информации имаат, немаат информации за какви гастрономски специјалитети подготвуваат, а за менијето, да речеме, се знае дека буквално тоа е она кое што ги гостите одат, значи да се најчесто да ја пробаат храната. А ние најчесто во нашите скарата ние, речем, пред се нема некој обид кој што, речеме, би го одвоиле со некој специјалитет по кој што се би биле препознатливи, на пример. Тука треба да се работи на препознатливоста на објектите и многу е важно, исто да го зборувам. Бев пред месец ден на Стопанска комора организираше буквално работилница за зелени хотели. Значи, иднината ние зелени хотели, бидејќи ние од 365 дена во годината негде отприлика имаме околу 100, можеби 180-190 сончеви денови. Значи, тоа е една огромно количество на сончева енергија која што може да се искористи. А се оди во, да речеме, во насока да се користат обновливи извори на енергија. Значи, тие еко-хотели не само што користат обновливи извори на енергија, него имаат смарт интелигентни картички за самите соби, користењето на водата, користењето на детергентите, пратака рециклирање на одредени, да речеме, суровини кои што се во самиот хотел, да не се користат, да речеме, сапуни во мали, него, значи, за се дополнува. Сите тие се некои стандарди, тушот да не биде, да речеме, со голем опсек на вода, да се штеди повеќе вода, да нема бањарки користење секој ден, значи тоа да му се објасни на гостинот. Меѓутоа, исто така маслото кое што се користи, речеме, во фритезите понатака да се собира, за да се рециклира. Има некои, тоа се викаат green хотели и мора во таа насока, бидејќи сепак ние сме Македонија, нели, значи земја со земјоделие поврзана, така со чиста средина, со здрава храна. Треба да се искористи како адут. И меѓутоа верувајте на таа работилница ниту еден од хотелиерите не се појави. Јас мога мора малку да се почне да се размислува, можеби не утре, не задутре, меѓутоа за година-две ќе мора нешто да се смени во таа насока, значи во тоа значи одење кон таа еколошка одржливост и насочена, еко-френдли, викаме насоченост, значи кон еколошки настроеност кон животната средина. Морам да ве прашам, ги спомнавте книгите на впечатоци. Водат ли нашите угостители книги на впечатоци? Искрено да ви кажам, сега, значи, од нашите истражувања видовме дека многу малку водат книги на впечатоци или така се ставени буквално колку да постојат. Меѓутоа никој не, а правилно, треба, значи, буквално барем еднаш во
барем еднаш во месецот работените да ги погледнуваат тие книги и да разговарат за проблемите и да се надминат тие проблеми, а не да се стават под килим и постојано нели да се трупаат проблемите така. Нема, значи тие книги и никој не одржува контакт, што е најважно со гостинот после заминувањето. Знаете колку е тоа учтиво и колку гостинот се заминува, значи со импресии кои што ги носи, вие да му напишете да ви благодарам за престојот во нашиот објект. И на пример некоја слика ако му направите да ме пуштите или понуди ако имате некој да речеме понатаму можете постојано да понудите. Многу малку се работи, мислам, а тоа е исклучително важно за задржување или враќање на гостинот повторно во гостителскиот објект. Се работиме со КЛЕР, со туризам и економски локален развој, сакаме да направиме едно поопсежно истражување, факултетот ФИ или КЛЕР, со цел да ги сознаеме сите тие недостатоци и едноставно да се направи на трибина, на која што трибина ќе се разговара. Можеби тие ќе се најдат бидејќи често пати нели ние сме образовна институција, тие зборуваат дека нема гости, дека проблеми има со туристичка сезона. Меѓутоа верувајте често пати нели и до самите гостители е проблемот што ете значи сакаат класична понуда, а да имаме речеме луксузни гости или индивидуални. Сега се работи со туроператори. Така туроператорите носат гости кои што веќе однапред си платиле пари и многу малку имаме речеме пари во кај локалното население. Значи тоа е лошо. Значи индивидуалните туристи не се најдобри туристи. Тие трошат околу 6 пати повеќе отколку тие кои што се групни туристи со однапред аранжман преку туроператор. Ми се чини дека и заборава на домашното, на локалното население, што е она што ќе им понудат, што ќе го привлечат. Значи сиромашната понуда во однос на гастрономијата, лоша понуда на менијата. Значи не се размислува и за домашниот, да кажеме, локалниот гости. Да, значи локалните гости па кој би сакал да седне во ресторан каде што нема никој, така? Да, па ние едноставно сме научени да работиме во текот само на сезона, а нашата сезона трае од 15 јули до 20 август. Така и тука во таа сезона е она што викаме буквално носење на работници од надвор кои што не се едуцирани, нели да се извлечат, да се извади таа сезона, а потоа во зимските месеци со огромни цени астрономски, а потоа во текот на зимските месеци да се едноставно во летаргија. Грото гостителски објекти викаат дека се реконструираат, тоа не е точно тоа што е мислам, не да тие се затворени затоа што нема економичност. Многу треба да се работи на тој фон сезонски туризам како прво, значи да се носат туристи надвор од сезона, нели? А и да се размислува на нашите гости, тоа што викам, ако денеска значи се израчува дека ово јадење може значи да се отредена исплатливо да се понуди, зошто да не се направи дневна понуда? Така значи со некоја одржливост нормално на објектот каде што ќе се прерачунат сите трошоци, меѓутоа да се оди на инвентивност, така на инвентивност и на разбивање на тие стереотипи и класични. Ако сега зелката чини 20 денари, зошто со зелка или со нешто да се не се направи некоја иновација? Така нешто да речеме со тестото, брашното чини ефтино. Не знам сега во овој момент, ама мора нешто да се искористи сезонската ниска цена на продуктите и на тој начин да се оди со одредена речеме сезонска понуда, дневно мени или нешто типично. Ние не сме научени, немаме стандард, меѓутоа често пати не е само и од стандардот, него буквално од таа недостапност и не инвентивност на гостителските објекти. Така. Професорке, вие на вашиот оддел на гастрономија, диетика и нутриционизам носите и, да кажам, кувари кои што се докажани со искуство, кои што се докажани некаде во белиот свет. Па ево, со која цел тоа го правите и какво искуството што покажува? Многу сакам да ги донесам, особено многу сум задоволна ако се тие македонци, бидејќи знаат со кој менталитет, нели од каде заминале, што виделе и како на чистото тоа да го пренесат во нели во ова, бидејќи нашата гастрономија стално велам негде забораваме, негде зада на 70-тите години. Значи имаше здрава кујна, нели она што викаме wellness, таа ја поминавме и сега се оди кон една најнова што се вика haute cuisine. Таа е значи една екстремно модерна кујна. Ние значи буквално не знаеме од каде да почнеме сега во гастрономија. Наше бидејќи кој чекор да го фатиме. Кој чекор да го фатиме. Меѓутоа многу сакам бидејќи сите тие знаат, се полни со знаење и знаат што точно недостасува во македонската, значи на нашиот менталитет и нашиот начин на работа. Ние го донесовме италијанската, имавме денови на италијанската кујна. И сега не знам дали имаме еден проект кој што госпоѓата Олга ни го даде.
од Динекс, значи ќе се работи, ако влезе тоа ќе биде на вистина многу добро, затоа што сакаме да влеземе во преговори со Кордон Блу. Кордон Блу е една од најмокните универзитети за гастрономија. Буквално е во Франција, меѓутоа има дисперзирани единици во сите континенти. И планираме, значи, пошто најверојатно господјата Олга ни даде еден проект да направиме да нејзиниот хотел се подели во 5 дела во согласност со 5 континенти. И секој дел да нуди специфична гастрономска понуда. И ние тој проект, значи, како факултет треба да го сработиме, ако излезе мислам како што треба да добиеме едукација од сите тие кои ниво и тоа, значи, ќе биде на вистина подобро за нашите студенти кои што ќе добијат една навистина огромно знаење, бидејќи е многу скапо да се донесе, например, ние го имаме Рене Реджепи. Рене Реджепи е наш македонец, меѓутоа верувајте, јас сакам да стапам во контакт со него, меѓутоа е премногу скап за да тој може да дојде еднаш на сентименталност, меѓутоа не е работата е, значи, да се одржи една одржливост, континуитет кој што натака, затоа што не е само една генерација, него мора да се работи, меѓутоа чекор по чекор. Ништо не оди преку ноги, значи мора да се работи и на наша мотивација на нашите студенти, од една страна да сватат каде влегле и што треба, значи да си постават цел во животот и да таа контација, бидејќи со завршувањето на да речем на високото образование кое што канасте ќе добиете на база, основна база, која што понатака самите како индивидуалци мора да ја развива. Но мора да најдат и подлога каде да подлога имплементираат. Значи затоа ние работиме паралелно. Значи постојано разговараме и со тие, значи од хотелската представниците на хотелската индустрија. Работиме на издигнување на студиските, значи квалитетот на едукација во нашата институција. Правиме напори кога ќе можеме да викнеме и светски експерти и на тој начин малку по малку, чекор да речеме се придвижи цела, нели, ова, да речем, работа во врска со гастрономијата кон една позитивна насока. И онака како што е во светот. Во светот, така. Морам за на крај да го споменеме примерот кој што пред да почнеме со снимањето за емисија го кажавте, со угостителот од Дихово кој што навистина попримил веројатно и бил отворен за новитети, па е успешен, па ево да може да го споделите. Јас навистина го чувствувам како навистина ета препознатливост која што се, да речем, се ставила во знак, во функција на гастрономијата и на тој начин се стана нешто препознатливо и многу успешно кој што работи. Господинот се вика Пеце и ми беше, да речем, заедно бевме на Slow Fish во Истанбул. Slow Fish е проект од Slow Food движењето, кој што е исклучително мокно во овој момент, бидејќи нели, сите веќе сме малку презаситени од таа фаст фуд храна, од сите тие брзи, сакаме малку веќе да повторно се вратиме на што значи исконско традиционално, да си ги почитуваме нашите корени и така натака. Така да целта беше да одиме во Истанбул и јас како представник од Охрид фактички ги презентирав проблемите со нашата охридска пастрамка. И тој беше, нели, со мене и долги разменавме многу искуство и човекот навистина ми остави многу голем впечаток. Тој направи своја како еко куќа, еко ресторан во кој што има и одредени сместувачки капацитети, така. Меѓутоа карактеристично што направил, јас не сум видена да видам, меѓутоа од негово кажување направил дел каде што буквално скара се во природа, опремена со фурна, така натака, домашно печен леб, и на тој начин гостите доаѓаат тука и можат, значи, на самите да си подготват јадења и да се опуштат во таа природна атмосфера, нели, каде што едноставно ќе доживеат таа традиционална македонска храна, ќе слушаат македонската музика и на крај буквално нема цена. Значи тој нема ставено цена колку да плати за, нели, за тоа уживање, него тие колку што се задоволни од, нели, од тој ден како го поминате, толку да остават пари. И тој секогаш вели дека сите премногу што задоволни, дури остават и пари повеќе колку што јас ценам дека треба да ми остават. И многу интересно тој стапи во контакт со тие локални, ги анимира локалните производители, производителот на мед, на домашни пити, на сирење и буквално сите тие за него произведуваат најразлични производи кои што исто му ги нуди на тие гости. Има еден слоган вика дојдете како гостин, заминете си како пријател, што е исклучително важно бидејќи
Јас стално кажувам дека ние како мал град, кој што нема голем капацитет за некој огромна фреквенција на туристи, треба да се ориентираме кон тој индивидуален туризам. Тој туризам еден на еден, каде што на секој гостин треба да му се обрне посебно внимание. Нормално, со на едуциран начин, професионален начин. На тој начин, гостинот кој што дошол од, речеме, од некој урбана средина каде што има само асфалт, само неонки светла, брза храна, значи брза динамика, брзо темпо на живење, во една пријатна атмосфера каде што ќе со нашата традиционална храна, нели со мирисот на долгогодишно обстојување кој што го носиме во себе, со нашата душа, така тоа е фактички она што ние треба да му го дадеме на нашите туристи. Затоа што знаете што викаме, музиката е многу убава, сите сакаме, меѓутоа го допира само чувството за слушање. Уметноста исто така е добра, меѓутоа со очите ја доживуваме, а храната треба да доживуваме со сите сетила. Како што виното го гледаме како црвено, како чука чашата кога ќе да пробаме, значи музиката, топлината која што е тоа, значи треба ние тоа е гастрономијата. Кога сите сетила ќе се допрени, тогаш имаме задоволен гостин. И за на крај, само едно кратко резиме, значи за да се имплементира науката, знаењето на студентите, сепак треба вратата да ја отворат хотелиерите. И тие ќе бидат поуспешни и позадоволни ако ги примат промените. И јас мислам дека се оди во позитив. Многу сум навистина оптимист во тие работи, гледам дека навистина не стојат работите, што гледате, значи сите ние наши работи. Така да утре, значи кога ќе направиме, можеби 5-6 студенти кои ќе знаат да ги подготват овие јадења, така што кога ќе ги пратиме тие навистина ќе можат да му направат иновации во понудата, гастрономската понуда, ќе сватат дека навистина и ние како институција вредиме, значи вадиме квалитетни кадри и тие ќе сватат дека навистина ќе добијат многу со еден таков професионален кадар кој што утре ќе може навистина да му даде многу поквалитетна услуга, нели ќе издигне нивото на услуга, нели до тогашната на тој начин, значи и клиентот ќе биде задоволен. Мислам дека тој процес ќе се заокружи. Нема да бидеме далеко, меѓутоа треба нормално сите трпно да работиме и да се вложуваме. Така, нормално сите кои што имаме идеи, да ги кажуваме тие идеи и заеднички со заеднички цели да излеземе надвор. Меѓутоа верувам дека морам да признам дека овие што се сега на ТЛЕР, господинот Ѓоко Апостоловски навистина покажува мощно голем ентузијазам, желба, поддршка и така натака, значи навистина тој ќе биде исто така добра спрега помеѓу хотелската индустрија, ние како факултет и нормално ТЛЕР кој што како три члена како три сегменти многу важни за нормално развивање на гастрономијата. Значи има иднина. Има иднина, да. Верувајте дека има иднина. Јас, професор, ќе ви благодарам од срце што бевте гостинка во Печат и ви благодарам за вашиот ентузијазам во кој што приоѓате на вистина во сите проекти и она желба што ја имате да се променат нештата. Така, јас ви благодарам и се надевам дека наскоро ќе бидете гости на некоја наша трпеза која што ќе подготвиме на факултетот. Со задоволство. Благодарам. Почитувани, овде крајот на денешното издание на Печат, нова средба со нови гости и теми ви закажувам за 7 дена. Довидување.